Добар ден и срдечно добре дојде во новото издание на Автомагазин. Ве поздравуваме од Торино, градот на Фијат, каде што се наоѓаме на презентацијата на другите две верзии на Фијат Типо. Тоа е верзијата со 5 врати и верзијата во караванска каросерија. Но тоа не е се што подготвивме за ова издание на Автомагазин. Покрај оваа убавица од Торино, подготвивме и домашни содржини. BMW го направи својот караван низ Македонија за да ги демонстрира не само новите модели, туку и X-Drive погонот. И тоа не е се. Но да не должиме многу. Ви ветуваме интересни содржини, затоа во следните 30 на минути останете со нас. Да имаш контрола, значи да имаш се. Преземи контрола и одбери Корола. Сега Toyota Corolla бензин за само 13.590 евра или Toyota Corolla дизел за 14.990 евра. Одбираш Корола, одбери и пакет, регистрација и пол резервоар или една година каско осигурување или алуминиумски бандажи. Патосници добиваш во секој случај. Имај се. Toyota, always a better way. Да се создаде моќен мотор е како креирање на неодолив парфем. Се селектираат најдобрите состојки. Така, тој ќе ги поттикне твоите чувства, кои ќе ги паметиш до крајот на својот живот. Peugeot 308 со 1.6 Blue HDI мотор за 190 евра месечно. Запознајте ја новата звезда во флотата на Mercedes-Benz. Новата Е-класа, која го прави секое ваше патување. Патување во прва класа. Mercedes-Benz, the best or nothing. Go. Go with the wave. Lead the brave. Go bold. Go strong. Go to oceans where no one's gone. Designed for the little more attitude. Mazda 6. Master. За ситуациите во кои што сте без решение, земете семеен пакет Одличен 7 од Евроинс. Пакетот вклучува домаќинско осигурување, патничко и осигурување од незгода. Одличен 7. Квалитетно осигурување за квалитетен живот. Оваа недела во Скопје се случи интересен настан. Во центар на вниманието се моделите на BMW со предзнак X. BMW како производител е добро етаблиран на перформансните возила, а нив ке ги имаме и тука, низ призмата на X6 M-Drive. Но, пред да ви ги пренесеме нашите впечатоци од оваа случка, ве поканувам да се вратиме многу години наназад. Многу години што се однесува до автомобилите кои беа проследени. А тоа беше 11-тата смотра на олтајмери која се случи минатиот викенд. Викендов што помина, Euroimpex и Peugeot ни приредија средба меѓу минатото и днината. Местото на настанот беше паркингот пред општина Центар, а поводот 11-тата меѓународна изложба на историски возила. И времето се радуваше на единствената можност. Сончевите зраци ги покорија облаците, дополнително мамејки ги граѓаните на Скопје, тука да го поминат своето слободно време.
Оние повозрастните евоцирајќи пријатни сеќавања, оние помладите запознавајќи се со историјата на 2 и 4 тркала. А таа беше представена од 80 автомобили и 20 моторцикли. Ке ги имаше и повеќе да можеше некако да ги собере во скоро автентичниот амбиент на кратката улица поплочена со коцка. Но и овие им зададоа доста главоболки на членовите на стручното жири и покрај големиот број награди и признанија предвидени за нив. Сепак, дилема немаше за Мерцедесот на Зоран Јаневски од 1951 година, кој беше прогласен за најдобро реставриран автомобил на изложбата. Ниту пак за малку поновиот Мерцедес од 1979 година на Игор Стефанов, кој го освои второто место, или пак за триумфот од 68-та на Емилија Јовановска, која зеде третата награда. Погледите на многобројните присутни не можеа да се отргнат од Фијатот Спајдер на Бейтула Селмани, кој беше прогласен за најдобар кабриолет, ниту пак од исто така неговиот Ленд Ровер од 69-та. Емоциите надвладуваа и со самото приближување кон другите изложени автомобили, наградени или не сеедно, кои, според правилата на Меѓународната федерација ФИВА, беа постари од 30 години. Некои многу повеќе од тоа. Најстариот автомобил на изложбата беше Фиат Тополино од 36-та, а најстариот моторцикл Јава од 1930 година. Нему сепак староста му запречи да ја освои наградата за најдобро реставриран моторцикл, која отиде во рацете на Никола Настески за неговиот Хофман од 51 година. Награди имаше и за странските гости, косовското Волво Амазон од 61-та и 15 години помладиот српски Сааб. Не беа заборавени ниту неевропските автомобили, како што беше Бјуикот на Јовица Пановски од 1965 година, но ниту домашните фиќовци. Тоа и не беше можно со оглед на изложените примероци, меѓу кои најдобар беше оној од 65-та на Срјан Пешевски. Сепак, вистинскиот спој на историјата и днината го направија возилата на Пежо. Ги имаше 11, од кои најстарото беше на Дејан Шкартов од 69-та. Од истото годиште беа и моделот 404 на Горан Ивановски, која освои наградата за најдобро реставриран автомобил со лавче на носот, победувајќи ги за влакно примерокот на Евроимпекс од 1970-та и оној 3 години помладиот на Владимир Димовски. Патот до иднината по кој не поведе Пежо водеше преку сегашноста, која символично беше представена на местото каде мазниот асфалт ја заменуваше коцката. Таму најновите возила на француската марка будно ги дочекуваа љубопитните и заинтересираните, придржувани со дел од програмите кои Евроимпекс ги застапува на македонскиот пазар. За информации, тимот на Евроимпекс беше на располагање на сите посетители, семејства, друштва, парови, соработници, пријатели. Сите со очи полни среќа и многубројни позитивни зборови за уживањето што им го овозможија. X7, X3, X4, X5, X6. Не станува збор за никаква математичка равенка, туку за моделите на BMW кои денеска ќе имаме шанса да ги возиме. BMW караванот е присутен во Македонија, а ние од стартната позиција кај спортскиот центар Борис Трајковски ќе се упатиме до Тривковата колиба, односно бачилото на скијачките терени во Маврово, каде што ќе ги испробаме и можностите на X-драйвот. Големо задоволство е кога се возат моделите на BMW. Баварскиот производител располага со широка гама спортско корисни возила кои се распослани во сите класи, а зрачат со својата персоналност и технологија. По кусиот брифинг и запознавањето со правилата на играта тргнавме на возење. Пред нас е маршрута долга околу 230 километри во која во прво лице дебатиравме со два врвни модели и еден истакнат компакт со интересни манири. Првата третина од патот кон Маврово ја поминавме во кабината на X4 во моќната i40M изведба.
3-литрениот мотор со 360 конски сили впарен со автоматскиот менувач со 8 степени на пренос се предуслов за извонредни перформанси поддржани од бескомпромисното потпирање и погонот на сите тркала. Купеовската контура на каросеријата им дава аргументи на баварците да формираат сосема нов сегмент на спортско активни купеа. Во вистинска смисла на зборот X4 тоа и е. На предните седишта има одличен простор и ергономија, додека на задната клупа би можело да има повеќе место за дишење. Сепак се наоѓаме во возило кое спринтот до 100 го совладува за 4,9 секунди и без поголеми проблеми ги достигнува максималните 250 км на час. Нерамнините низ нашите улици и патишта лежерно ги совладува благодарение на електронски контролираните модуси за дотерување и подесување на потпирањето, управувањето, амортизацијата и однесувањето на моторот. Нив ги има 3 и возилото доживува лесно воочливи трансформации. Додека беше селектиран модусот за комфорно возење, уживавме во свиленото однесување на сите механички склопови. На автопат го искористивме модусот спорт, чие влијание осетно е укрути амортизацијата, а управувањето стана подиректно. Само на кратки растојанија успеавме да го слушнеме бас-баритонот на 6 цилиндри, искрадувајќи се од строго дефинираните колони BMW-а, чија брзина на движење беше диктирана од строгите и неумоливи фабрички инструктори. Релацијата од Гостивар до Маврово беше идеална шанса да ја испробам Спорт Плюс програмата на возење, која покрај дополнителните укрутувања на амортизацијата и филигрански избрусеното управување, го става моторот, менувачот и преносот на силата во состојба на потполна мобилизација. Првиот свиот го поминав лесно, на вториот веќе бев подготвен да влетам со полна пареа. Рикањето на моторот, адреналинскиот удар и огромната желба да почувствувам како ќе се однесува X4-ката ги поклопи студениот глас од радиостаницата со укор и молба да ги смирам страстите. Следните 15 на километри ги извозев како првооделенец на екскурзија. Мирно и послушно. Ротацијата на возилата кај Бунец ме доведе зад управувачот на X6M. Уште едно возило со врвни перформанси. Неговото срце зафаќа 4,4 литри. Сочинето е од 8 комори, каде татнат 560 коњи кои забрзуваат до 100 за 3,9 секунди и брзинометарот електронски е принуден да застане на бројката 250. Ги има сите замисливи и незамисливи системи со цел возачот и патниците да уживаат во сателитските забрзувања. Кога во следните 30 километри не пукнав од мака, нема ни понатаму. Патот околу Мавровското езеро и Конгаличник се идеални да се испроба бруталната сила и филигранските дотерувања по кои се познати моделите со знаката М. На моја огромна жалост, свиоците и шумските патчиња морав да ги возам во манирот на Driving Miss Daisy, во колона, диктирано темпо на возење. Ај да не ви ги раскажувам моите маки. Сепак добив шанса да забележам дека нема никаков компромис во квалитетот на изработката на внатрешноста, удобноста на седиштата, врвната ергономија и head-up дисплејот во боја. Лудувајќи така со 5-60 км на час, забележав дека менувачот мирно ја пренесуваше силата помеѓу 7-миот и 8-миот пренос. Фантастично! Дождот ми го дорасипа расположението. Се приближивме до сервисниот пат на ски центарот кој води до бачилата. Не дека не ме интересираше како ќе се однесува, но сепак со оваа машина повеќе би сакал да бидам на тркачка патека, а не на терен. И еве не, после час и половина се наоѓаме на нашата меѓудестинација, на местото Тривкова колиба, на врвот на скијачките терени во Маврово. Во оваа дестинација од 120 на километри ги почувствувавме благодетите на возењето на BMW X4 и X6 со своето М издание, значи со многу сила, но не успеавме да почувствуваме ништо повеќе од обично возење, бидејќи бевме лимитирани со возење во колона.
Теренските манири на X-Drive-от се сосема добри, да не кажам одлични. Но, како што видовте на овие слики, ниту теренот беше многу предизвикувачки. Но, ние се враќаме назад и очекуваме едно изненадување кое треба да биде во облик на М2 купе. Нерамнините и благиот терен не се толку наивни како што изгледаат, но благодарение на X-Drive системот се лесен плен за овие возила. Силата перманентно се пренесува на сите тркала, а по потреба варира преносот според потреба на која оска и тркало. Теренот не беше многу проптевен, но сепак го поминавме без никакви потешкотии. Конечно се спасив. Зверот го предадов друг да го вози, а јас се сместив во X1 со најсилниот дизел мотор. Неговите 228 конски сили беа доволни да постигнам на момент и 180 км на час, да се чувствувам надмено на патот и конечно да почувствувам дека сум го искористил моторот. Така полека стигнавме до точката од каде што тргнавме. Управителот на МКАР, господинот Марко Јовановски, го искористи настано да не запознае со амбициозните планови на македонскиот импортер и најави уште изненадување. Тимот на МКАР во присуство на одговорните менаџери на принципалот го промовираа изненадувањето за македонскиот пазар со кое се запознав пред 4 месеци во Детройт. BMW M2 купе е новиот адут на компанијата за купувачите инфицирани со бензинот и брзините, но за него во некоја друга пригода. Беше звезда на салонот во Франкфурт, но не можеше да блесне заради големата конкуренција пред се од сопствените редови. Со пристигнувањето во салонот на Порше Македонија го доби моментот што го заслужува. Втората генерација на Volkswagen Tiguan ќе продолжи да ги освојува купувачите со посериозниот изглед и новата платформа. Освен подобри возни карактеристики, таа му обезбедува и поголеми димензии на радост на патниците. За новиот комфор и попријатно возење ќе се грижи поголемата пополнетост со опрема и трендовски додатоци. Тука се и новите електронски асистенти задолжени за безбедноста, а нови му се и дел од моторите. Нив во Македонија ќе ги има 5. Дизелите се со сила помеѓу 115 и 190, а бензинците со 125 и 180 конски сили. Погонот на сите тркала и DSG менувачот се комбинираат со помоќните, а оние кои бараат поголема економичност ќе бидат задоволни и со цената на основниот модел од 25.300 евра. Таа ќе му помогне да остане при врвот на европската компактна класа кросовери, место кое ланските 150.000 купувачи докажаа дека му припаѓа. Во пресрет на митингот во австрискиот Въртерзе, Volkswagen постигна супер рекорд. Golf GTI Club Sport S на Нурбургринг стана најбрз серијски автомобил со преден погон. Тој победата ја однесе за скоро секунда и пол побрзо од досегашниот крал на зелениот пекол Honda Civic Type R. И не само тоа, со своето време 7 минути и 49,21 секунда беше побрз и од BMW M4 и Dodge Challenger STR Hellcat, кои располагаат со 425, односно 707 конски сили. Импресивноста на резултатите на овој супер голф е по заслуга на неговиот 310 конски набиен 2-литарски турбомотор. Задачата не му беше тешка, бидејќи се справуваше и со за 30 кг полесната каросерија во однос на стандардниот Golf GTI Club Sport. Тоа е постигнато со изфрлањето на задните седишта и поголем дел од звучната изолација. Од истата причина во него е вграден мануелен 6-степен менувач место по предизвикувачкиот DSG. Резултатот е максимална брзина од 265 км на час и забрзување до 100 за 5,8 секунди. Најжешкиот Голф има и специјално подесена шасија и електроника, на која инженерите на Volkswagen имаат додадено посебен режим на возење наречен Nürburgring Setting. Тој ги контролира работата на моторот, ослонувањето и управувањето. Сето тоа е комплетирано со големи 19-инчни тркала со посебни полуслик пневматици, самоблокирачки диференцијали и специјален издувен систем.
Освен за перформансите, тој има задача и да произведува фасцинантен повратен оган при кочење проследен со експлозивен звук. Од овој модел Volkswagen ќе направи само 400 примероци достапни во 3 селектирани бои. 100 од нив се за Германија, 150 за Велика Британија, а останатите за сите други пазари низ целиот свет. Fiat Tipo е приказка сам за себе. Името му е историско, но новите модели сакаат да направат историски успех. Предницата на Fiat Tipo остана иста. Таа е иста како кај моделот седан. Но што е направено кај останатите модели? Моделот со 5 врати има смален багажник, само 440 литри, додека караванот кој сега ќе го возиме има 570 литри. Мотото на Fiat е едноставно, а тоа вели дека едноставното е многу, односно скромното дава многу повеќе. Да видиме што дава Fiat Tipo. Она што е важно, тоа е функционалноста на овој модел. Со испакнувањето на задниот дел добивме повеќе багажен простор. 575 литри. Може би овде не е баш најзабележливо тоа, но кога ќе се отстрани поклопецот на багажникот, се гледа дека во внатрешноста имате многу простор. Добро остварување е и оваа преграда која може и да се блокира. Доколку имате помал простор во внатрешноста, таа исто да се обезбеди. Оно што е добро да се напомене е дека функционалноста и обликот на стоп светлата остана ист како кај моделот со 5 врати. Тој е направен да подсетува на палка за хокеј. Но, оваа палка за хокеј може би ќе биде и добар спотер за продажбата на Tipo, бидејќи неговата цена ќе биде само 250 евра поскапа од изведбата седан. Дали во внатрешноста нешто е сменето? Кога ќе се влезе во внатрешноста, интериерот е автентичен. Автентичен исто како кај веќе представениот модел седан. Но во трите нивоа на опременост има голема можност на опции во внатрешноста. Ние сега се наоѓаме во бизнис пакетот на опременост кој изобилува со многу гаджети кои го олеснуваат животот. Ова е, да кажеме, 7,5-инчен монитор кој можете исто така да го командувате со допир. Функционалноста на внатрешноста е голема, но да видиме што се однесува до возењето, како оваа каросерија се однесува во сообраќај. И прво, како што следува пред секое возење, ние ќе направиме еден круг низ прекрасниот Торино. Торино не е само град на Фиат, туку и седиште на италијанската монархија. Торино е стар и прекрасен град, особено кога имате во друштво една прекрасна италијанка покрај вас да ви ги покажува овие убавини на градот. Историјата на Торино е долга. Таа не започнува со Фиат, туку започнува со италијанските кралеви. Тука е седиштето на Пиемонте, но доколку се вратиме неколку векови наназад, круната била сместена токму во Торино, не во Рим, не во Милано. Градот е прекрасен, стар и убав, чист, а овој автомобил прекрасно се вклопува во милето на италијанскиот Велеград. Возењето низ овие улици, кои рака на срце не се баш идеално рамни, е удобно. Удобноста во внатрешноста се чувствува со одличната амортизација на возилото, но и со прецизниот управувач. Впрочем, атрибутите на возење на Tipo се исти како кај седанот. Значи,
прецизно управување, добри меѓузабрзувања и се разбира добра економичност. Во внатрешноста, она што е различно од класичното типо, односно седан верзијата, тоа е големиот дисплеј на кој јасно се оцртуваат вредностите на навигацијата. Удобноста е повеќе од евидентна. Посебно кога се возите на вака нерамна улица која е направена од големи гранитни блокови, доаѓа до израз она што го нагласуваме секогаш за типо. И во претходните тестови тоа сум го кажал. Оние микровибрации кои се јавуваат при возењето на нерамнини се во потполност анулирани. Анулирани се до едно високо ниво кое е извонредно задоволително. А кога зборуваме за ниските цени, тогаш морам да признаам дека овој автомобил е извонредна опција. Ке повторам, 12.750 евра за вакво возило е права премија. Сепак, 60% од C-сегментот се продаваат во флотни цели, а токму и на Фијат е целта ова да биде не само флотен автомобил, туку и да биде автомобил добар во функција на семејствата. Интересниот дизајн на Фијат Типо е направен да се вклопува во секоја средина. Овој прекрасен стар амбиент на Торино го прави Типо да доаѓа во преден план. Сигурно дека и во кај нашиот накараден барок ќе се вклопи исто така многу добро. Можеби и ќе го оплемени. И така, оваа прошетка низ Торино со Фијат Типо караван привршува. Привршува и моето уживање во него без оглед дали е од службена или приватна природа. Типо е скроен да ви пружи извонредно чувство во внатрешноста, но и во возењето без оглед што е каравански. Неговиот динамичен изглед остана задржан, но тука не завршува нашето дружење со Фијат Типо. Напротив, ние ќе го продолжиме нашето возење со варијантата хеджбек, односно варијантата со 5 врати. Јас го оставам Фијат Типо караван на прекрасниот Плијаца дел Викторија Емануело, а одам да направам една пауза помеѓу двете возења. Фијат Типо се произведува со 6 мотори, 2 бензински, 3 дизели и еден со природен газ, односно со плин. Ориентацијата на овој автомобил не е да биде само економичен, туку да биде и еколошки опратлив. Така да 1,6 литарскиот мултиджет мотор, се разбира дизел, од 120 коњски сили, произведува само 89 грама CO2 на изминат километар. Вредностите за бензинците се уште пониски, а да не зборуваме за оној што е со мотор кој го користи плинот. Она што треба исто така да се истакне за Типото е дека неговата експлоатација е многу поевтина. Поевтина е дури 15% во однос на неговите конкуренти. Во оваа калкулација влегуваат цената на изминат километар, но и цената на одржувањето, односно цената на сервисирањето. За возните својства за моделот со 5 врати не можам да кажам ништо друго осем оној заклучок кој го имав и за моделот во караванска изведба. Можеби самото чувство е подинамично поради изгледот на каросеријата, но чувството во кабината и престојот е сосема добар. Јас овоа возење на Типо го наполнив со епитети за него. Не дека не ги заслужува, но сепак тој не е идеален автомобил. Можете да видите дека пластичните површини се останати исти како кај седанот, што значи дека пластиката е малку погруба, но таа е направена да издржи долг век на експлоатација. Типо, како што реков,
не е идеален автомобил. Но, ако ги ставите на кантар, неговата цена, неговиот изглед и опременоста, тој има далеку повеќе предности отколку недостатоци. Мене како возач ме воодушеви подпирањето, амортизацијата, но и прецизното управување. Жал ми е што овој автомобил не го возам на патека, но го возев седанот на патека и како што тогаш заклучив, тој е автомобил направен за извонредно чувство за управувачот. Фиат Типо е синергија на корисното и на убавото. Се разбира, кој ќе се земе во предвид неговата опременост и цена, тој е полн погодок. Јас ќе продолжам да уживам во возењето на овој автомобил низ околината на прекрасниот Торино и се разбира прекрасниот Пиемонте. Ние немаме повеќе време за нашето денешно издание на Автомагазин, па затоа ќе ве поздравам во италијански стил. Arrivederci alla prossima settimana. Ciao!